Ова се најновите вести од светот на телевизија Стар. Германија воведува двојно државјанство за децата на имигрантите. Оваа вест најмногу ја израдува турската заедница, чии деца меѓу 18 и 23 години мораат да изберат едно државјанство. Законот сега треба да го усвои парламентот, пошто лицата што се родени и израснале во Германија ќе можат да ги задржат двата пасоши. Законот исто така ќе се применува и за лицата кои до својата 21 година живееле во Германија најмалку 8 години, поминале 6 години во училиште или го завршиле школувањето во оваа земја. Најмалку 23 лица загинаа, 70 се повредени при експлозија на бомба во пакистанскиот главен град Исламабад, соопшти полицијата. Бомбата експлодирала на пазар за овошје и зеленчук во раните утрински часови, кога работниците ги полнеле тезгите и купувачите веќе почнале да купуваат. Властите соопштија дека бомбата тешка 5 килограми била сокриена во картон со овошје. Шпанскиот парламент го отфрли барањето на Каталонија да се одржи референдум за независност. По 7 часовна дебата, 299 пратеници гласаа против, 47 беа за, а 1 беше воздржан. Шпанската влада соопшти дека каталонскиот референдум за независност би го нарушил уставното уредување на земјата. Каталонските националисти најавија дека ќе продолжат со притисоците за референдум. Во Индонезија денеска се одржуваат четвртите поред парламентарни избори по падот на диктаторот Сухарто во 1998 година. Од вкупно 250 милиони жители, право на глас имаат 186 милиони, кои ќе гласаат на 545.000 избирачки места. 12 партии со 235.000 кандидати се борат за 560 места во долниот дом и 132 места во горниот дом на парламентот. Изборите, кои се одржуваат во 3 временски зони, започнаа во покрајината Папуа, најисточната во индонезискиот архипелаг. 24 часовниот штрајк на грчките синдикати ја парализираше целата земја. Училиштата и аптеките се затворени, бродовите се вкотвени во пристаништата, болниците имаат дежурства само за наидните случаи, а прекинате и сообраќајот во Атина. Штрајкот е во знак на протест против острите мерки за штедење, кои на земјата и ги наметнаа странските кредитори, меѓу кои Германија, чија канцеларка Ангела Меркел ќе ја посети Атина неделава, пренесува Reuters. Тоа беа вестите од светот на телевизија Стар. Следуваат регионалните вести, останете на програмата.